точно од локацијата каде што сте, зад вас, од центарот на Скопје де Бармало и од центарот на забавата, може така да кажеме и денската и вечерната, каде што се сите кафеани, кафулења и така натаму, кои што претпоставувам дека овој месец ќе бидат преполни. Ке зборуваме за угостителството. Во продолжение, оваа тема со Мартин Ангелевски, угостител повеќе од последен пат кога се видовме 25 години рековме, сега колку време не сме се виделе? Тука негде. Тука. Да не се ги броиме годиниве, но многу добар познавач, особено на угостителството во Македонија. Сега, ова е период кога претпоставам дека најмногу се подготвувате. Верувам дека и месеците претходно сте го правеле планот, но предновогодишниот период е голем предизвик за организација. Што подготвувате сега? Еве вака претпоставам дека угостителите меѓусебно сите комуницирате. Па да, во принцип, нели сега се оние фази на декорирање сијалички, амбиент, елки и така натаму. Што е многу важен. Апсолутно. Духот новогодишен, Божиќен да се долови. Со тоа што нормално секој со својата креативност гледа на да придонесе на начин нели да се разубави и местото и градот и околината нели во која што се наоѓа. Породи има најразлични. Значи, пак ќе кажам, секој угостителски објект гледа да даде своја понуда со која што ќе привлече нормално што повеќе гости во тој период. Тука, Мартин, ме интересира дали вие угостителите меѓусебно се договарате во делот на понудата, да не се одстапува од некои цени. Постои ли некоја норма на која што вие се придржувате? Па не, во принцип нема некој организирано договарање нели како да изгледаат цените. Такво нешто не постои, пак ќе кажам, секој нуди она што мисли дека е соодветно за периодот. Сите сме свесни за економската ситуација, така да гледаме нели да биде што подостапно за што поголем број на луѓе да може да си дозволат за време на празниците нели да излезат да се провеселат. Така да во делот за цените тука има и многу различни понуди, нели? Паш велите тоа да биде што подостапно, а свесни сме дека цените порасна на глобално ниво и се разбере и кај нас. И сега веројатно и тука и најмногу и граѓаните стравуваат дали ќе можат да одговорат на аранжманите со нивниот семеен буџет. Апсолутно, значи не кажуваме тоа дека е ефтино, него гледаме од наша страна нели да биде што подостапно, затоа што веќе ништо не ни е ефтино. Нели на никого каде и додиме веќе се ни стана скапо, така да гледаме да биде во рамки на она што било минатата година, значи да не биде нешто нели поскапо, па да речат гостите сега не можам, лани можев и така натаму. Пак мислам дека тука има некој индивидуален пристап на секој угостителски објект, некој нудат нели оние комплетни понуди со храна неограничен пијалок, некој нуди само храна, па пијалок нели колку секој нели колку ќе се испие да си плати и така натаму, али во главно се гледаат некои пакети да се понудат кои што се поповолни од онаа регуларна ресторанска посета. Ќе зборуваме за менијата. Социјалниот живот е вкоренет во нашето општество и мислам дека никогаш не треба да исчезне, иако сме имале периоди кога бил во многу поголем ек од сега, но мислам дека повторно некако се враќа тој сјај. Скопјани, како ја пречекуваат новата година? Трендовите се менуваат. Дали повеќе ги сакаат денските забави или пак вечерните забави? Дали можеби генерацијски се поделија? Дали повозрасните се преку ден, па помладите се навечер? Па вака, у принцип, значи, последните неколку години повеќе онаа, да кажеме, кафанска шема. Значи денска. Денска и after work, да ја кажеме, на после работа сакаат луѓето да си седнат нели во кафеана, да поседат, додека малце ни отсуствува, односно каскаме со ноќниот живот во Скопје. Така да тука треба во тој дел малку да се поработи, да има подобра понуда и нормално со тек на време да даде тоа и резултати за да не мора нели да кажуваме дека немаме соодветен ноќен живот. Така да, навиките, ние сме народ кој што сака да излегува, сака да се дружи, се надеваме дека се надеваме дека така и ќе остане. Добро, а генерацијски се поделија Скопјани? Па генерацијски секогаш има нели одреден вид поделби, не би ги нарекол поделби, него одреден дел на разлики, секогаш има помеѓу генерациите и навиките,
Меѓутоа кафаната е за тоа постои, да ги спои нели во даден момент сите тие радости, прослави, да ги спои на едно место. Зборувавме за што се нуди. Сега последниве години како тренд што се бара повеќе? Се бара некое мени прослава или пак се бара пијалок прослава? Па доколку сака некој нешто на менито може засебно да нарача. Што се бара најмногу? Па генерално може да се направи неколку поделби. Значи прво се оние корпоративни настани, нели, каде што фирми, колеги од работа и доаѓаат организирано. На такви настани најчесто повеќе се бара некој вид на коктел, храна, шведска маса и така натаму со одреден пијалок претходно договорен, од кој што може да бираат. Потоа постојат оние локални организирања, другари од средно, од основно, од факултет, колеги и така натаму, значи микроорганизација, каде што во тој случај најчесто се оди нели она регуларно во кафана каде што седнуваат и тука мислам дека и не сакаат многу ограничување кога се помали групи и оние што се организирани прослави пред новогодишни со музичка програма или било како видна програма, каде што тука веќе се оди со оние пакет цени, пак ќе кажам, тоа од аспект на тоа да бидат по-достапни за сите. Пакет цена подразбира добивате неограничен пијалок за цена на 3-4 регулар пијалоци. На менито што ќе има за храна. Абсолютно. Добро, како изгледа една критична вечер во угостителството? Вие угостителите знаете меѓу себе да си кажете критична беше вечерта. Што значи тоа? Да снима пијалок, јадење да не е доволно, да се незадоволни гостите. Што значи тоа во угостителството? Па не, во принцип видете секој сериозен угостител и професионалец од овој аспект нема проблеми. Повеќе значи се гледа нели услугата да биде на што повисоко ниво, односно гостите да бидат задоволни од она што го плаќаат. Тоа е најважно во секој сектор, нормално и во угостителскиот, самото име кажува угостителство. Значи секогаш гостинот треба да биде задоволен. Ако можеме да кажеме критично, добро, во нормални услови задоволен. Тоа се повеќе кога има нели оние малце по да кажеме забави со музика и со тие работи, кога може амбиентот малце да се крене повисоко ниво, па и до ниво на тензија. И нели тука гледаме ние да ја контролираме целата таа работа, да не излезе од контрола. Па да, се разбира, како беше еден карактер, еден човек, 1000 карактери, тоа 1000 луѓе се 1000 карактери, многу. Тековното стојалиште на угостителската индустрија дали застана на нозе, цврсти, колку и на каде одиме? Ја споминавме короната, веројатно уште долго време ќе ја спомнуваме, како еден од најголемите удари. Па да, и минатото гостување разговаравме околу тоа, значи потребни се системски промени. Значи сега во моментов оние процеси кои што се случуваат, очекуваме на среден рок да дадат некој резултат. Значи сега и со новата администрација и градска и градоначалникот имавме некои состаноци, контакти со предлози, со идеи како да се направат чекори кои што понатака би дале плод за сите, значи како би се збогатил целокупниот па и ноќен живот, угостителството и така натаму. Моментално, значи неколку години наназад, заклучно и со короната, нели, која што беше сериозен удар, угостителството во Македонија заостанува за разлика од регионот. И тоа не треба и не смее да биде така, затоа и кажуваме пристапот треба да биде сериозен како и кон секоја друга индустрија, затоа што сакаме пораст на туризам, гледаме дека има и зголемен број на туристи, тоа се приметува, се осеќа. Угостителството е важен дел од туризмот, како и од социјалниот живот, така да мораме да работиме сите заеднички на тоа да се направат подобри услови, да се даде подобра понуда, да има подобра конкуренција, нормално поконкурентни цени. Сепак и во угостителството има нели флуктуации, има и угостителски објекти кои што нудат нели посериозни концепти со посериозни цени и така натаму. Меѓутоа за секој джеб треба да се најде по нешто. Убаво споминавте, има многу туристи, се забележуваат се повеќе, па угостителството е еден билек на државата. Забележуваме и по нас кога патуваме, тоа е нешто што останува како впечаток од некоја држава, дали ќе ја посетиме повторно или не.
Дали се чувствува промена во навиките на гостите? Дали генерацијски се променија во делот на побарувачката? Што најмногу се нарачува? Како се однесуваат? Знаат ли да потрошат? Да потрошат, под наводници го ставам, во делот на тоа дека Скопјани од секогаш биле меракли, ги споминавме кафеаните. Тоа е дел од секојдневието, дел од животот, дел од нашиот социјален живот. И генерацијски така и сме го наследиле тоа. Па каква генерација сме сега? Видете, за жал, значи, трендот на зголемување на инфлација и на цените и така натаму не може да го пратат значи, платите. Она што се случува во моментот е луѓето кај нас секогаш сакале да убаво да си поминат, да излезат, да се најадат, да се напијат убаво, нели да си поминат со одредена програма и така натаму или без разлика само да се видат со луѓе, со колеги, значи ние сме навикнати на таков начин. Пак ќе кажам, она што каскаме во моментот е моментот дека платите и останатите, значи приходи кои што ги имаат луѓето, не можат сите да си дозволат секојдневно да посетуваат ugostителски објекти. Така да како навика да имаме такви навики и сакаме, меѓутоа прашање е колку во иднина, нели, сето тоа интензитетот ќе може да се одговори на соодветно на она што е социјален живот. Ние би сакале, за тоа кажувам, се прават и посебни пакети, се прават и понуди и сепак секој одбира нели каде ќе оди, меѓутоа е добро да остане таа карактерна особина и социјален момент, затоа што сите туристи и странци што доаѓаат по тоа не препознаваат, по нашата гостопримливост, по нашата добра храна, добра. Така е, така е. Состојбата со бакшишот во Македонија. Вообичаено да даваме бакшиш? Па во последно време да. Да. Сега колку е соодветно прашањето, дали тој соодветствува, значи според тоа кога го даваме, дали тој соодветствува на заслугата? Значи знаеме ли да дадеме бакшиш, да го наградиме угостителот за услугата? Па видете, во принцип, значи бакшишот е навика од култура. Секој колку е задоволен од услугата, нели толку остава. Или во дадена ситуација колку може да си дозволи да остави. Значи во последните години на тоа поле ситуацијата се менува кон подобро, да кажеме, за оние сите кои што се уклучени во угостителскиот сектор, така што значи тоа и како допринесува нели до нивните приходи. Сакате да кажете дека персоналот може да се потпре на бакшишот како во делот на заработувачката? Па во одредени локали да. Во одредени да. Во одредени локали да, затоа што веќе значи одреден дел на промет гарантира и одреден дел на бакшиш. Овие две прашања ми беа како најава за она што сакам да зборуваме. Законска пракса во модерни земји постои бакшишот да биде вкалкулиран во сметката. Што сметате за тоа? Дали тој треба да биде присметен и кај нас? Дали треба да стои процент на бакшиш кој што треба да биде договорен, регулиран и треба да биде дел од сметката? Така и да го заштитите персоналот, но и од друга страна, зошто го прават тоа некои модерни земји, па еве и Хрватска сега го воведуваат, зошто го прават? За да го задржат својот персонал, како една од причините. Може би за нас ќе помогне. Така, треба од повеќе аспекти да се погледне овој проблем. Значи, прво регулатива во секој случај. Значи, законски се согласувате со тоа, да. Бакшишот мора да биде законски. На кој начин ќе се регулира тоа? Пак, нели, можеме да седнеме да поразговараме со институциите, да најдеме заеднички јазик. Примери има разни, има многу различни. Има земји каде што се носат пилот закони кои што се со ограничен рок и се со цел затоа што за се треба време. Затоа што од една страна, ако на некого наметнете да остави бакшиш, нели, ако биде вкалкулиран во цената, може тоа да не се прифати добро. Затоа што од друга страна, па и не секој, нели, во очите на гостинот, не секој подеднакво заслужува бакшиш. Тој што пружил
подобра услуга, што е поискусен и така натаму, нели добива, може да добие и екстра за разлика од некој друг каде што нели гостинот мисли дека точно ќе се отворат полемики, а можеби од една страна тоа и ќе значи и за угостителите дека задолжително треба да ја подобруваат, односно да држат некој ниво на услуга. Можеби и такво нешто ќе поведе како причина. Апсолутно, меѓутоа во прв момент тоа би значило изголемување нели на крајната сметка. Да. Примери има во земји каде како што кажав, нели пилот закони кои што се носат со ограничен рок 5, 6, 7 години за да се сменат навиките на луѓето, да знаат нели дека е задолжително и дека тоа е дел од приходот на вработените, меѓутоа исто така и во моментов кај нас, значи, знаеме дека веќе 80-90% од луѓето плаќаат со картица. Така? Така да, бакшиш веќе почнаа луѓе да оставаат и на тој начин, значи, се плаќа со картица. Ние веќе на тој начин и влегува во систем и се плаќа данок на бакшишот кој што потоа се префрла на сметка на вработените. Така да, има и елегантни решенија, има и решенија кои што нели може да бидат краткорочни, долгорочни, се може ако се сака. Доколку се сака, се согласувам. Што најмногу го мотивира гостинот да остави добар бакшиш, услугата, храната или пак атмосферата во самото место. Некаде се чувствувате едноставно пријатно, уште кога ќе влезете ви е толку пријатно да што и да ви се понуди, секако ви е убаво. Така, амбиентот секако, нели, амбиентот секако, целокупниот амбиент во местото во кое што се наоѓате, меѓутоа и мислам дека индивидуалниот пристап е секогаш она што е пресудно за тоа дали и колку ќе оставите бакшиш. Значи, во принцип, сме биле сведоци на ситуации каде што и нешто ќе се случи, не знам, некој вработен не сакајќи ќе истори нешто на гостин или она, па на крај ќе заврши и со поголем бакшиш од она што е регуларно, баш поради тој пристап и знаење како да се справи со ситуацијата. Така да мислам дека индивидуалниот пристап на смевката, грижата, не секаде секој е задоволен од се, меѓутоа оној иницијален пристап од тој што ја дава услугата и вниманието е најважен. Се согласувам дека е така. Сакам на крајот да ве прашам од разговорот, дали угостителите се суетни? Во кој смисол? Дека тие знаат најдобро. Дозволуваат ли гостите да сугерираат? Затоа што секој индивидуалец смета дека најдобро го познава својот дел, својата работа. Па јас не би генерализирал. Луѓето се суетни, значи угостители како угостители, нели, категорија која што има секакви видови на луѓе. Има и суетни, има и пофлексибилни, така да нели колку што има видови луѓе и навики и карактеристики, истото тоа е застапено соодветно во угостителството. Значи, така да, ако има суетни луѓе, нормално ќе има и суетни угостители. Мартин, ја имате едно од, па може да кажеме, најкомплексните професии, а тоа е да работите со луѓе. Така. Така што кој работи со луѓе, треба да биде добар менаџер. Па во принцип угостителството само по себе нели кажува дека треба некого да угостиш или хоспиталити, нели да бидеш љубезен кон некого, да пружиш услуга, нели на крај за тоа да можеш да наплатиш соодветно. Така да во нашава професија многу истакнување на такви особини, значи не се дозволени. Да. Ви посакувам со лесно да ви помине месецот, да ја заокружите 2025 онака како што заслужувате и да не зборуваме за некои месеци кои што ќе биде помал обемот на работа, туку да бидете и во следната година задоволни. Посакувам вистина се со цел да живее и да се врати угостителскиот дух онака како што заслужува за Скопје, па за Македонија, за целата држава. Ви благодарам и посакувам на сите среќни новогодишни и божини празници. Така е, овој месец ќе почнеме веќе да зборуваме на таа тема. Благодарам, Мартин.